DJ One. Ова е еден денес имам многу добри гости и затоа ми се брза, не сакам да трошам време на никакви најави. Две вистински легенди, Александар Чомовски, Кире Лазаров, нема повеќе што да зборувам. Одиме со ново време и веднаш потоа со нашиот капитен на ракометната репрезентација на Македонија и најдобриот бек во светот Кире Лазаров. Него го снимавме во хотел бидејќи е во карантин. Го снимавме пред да заминат за Шпанија, така да немам што да кажам повеќе. Уживајте во ова што следува. Ајде, добре дојде. Добре дојдовме во хотел Скала, каде што сте сместени. Кога одите? Одиме, па сега уште не по половина час одиме на тренинг. Завршуваме. Значи само што завршуваме, јас ти цепаш ти на тренинг. Си цепам на тренинг, а во Шпанија одиме на 11 јануари. Така, емисија оди денес е фактички кога гледаат 17-ти, така да ова малце ќе зборуваме во иднина некако, ама нема вез. 32 години, Кире, до кај си во кариера? Па мислам дека сум на врвот на мојата спортска кариера, патиштата така ме водеа, така да некако одев скала по скала и еве моментално сум во една... скала? Моментално сум во скала, во хотел Скала. Моментално сум во Атлетико Мадрид, кој што е веќе трета година поред, поранеше на Сиудад Реал. И мислам дека Атлетико Мадрид е моментално во првите 4-5 најквалитетни екипи во Европа и во светот. Затоа и јавно кажав дека сум на врвот на мојата кариера. Планирам да останам што подолго. Порано дури играв за Веспрем, сега повремено знам да си ги навраќам работите како што се одвиваа поназад и имав еден тренер Хрват, Здравко Зовко, познат тренер, кој што го почитувам и сега уште повеќе го почитувам бидејќи кога ми беше тој тренер, јас бев млад играч. А тој стално велеше и во собликувал напред надпревар, после надпревар. Да, млади играчи супер, талентирани, трчаат, но меѓутоа не мислат. Тогаш многу ме иритираш и ме нервираш, затоа што веруваше по старите. Сега како што си малце постар, сега му даваш, да. Здравко Зовко беше најдобриот тренер, затоа што сега вие млади супер сте, трчате, играте, не знам, можете многу повеќе да издржите, можете и да си приуштите и да излезете надвор и да отидете во диско, утре пак да бидете први на тренинг, за разлика од ке нас постарите, каде што секој свесен ракометар може тоа си го се пазиш повеќе од порано? Да, секое телото како одат годините, треба се повеќе и повеќе да се одржува, тоа ми е јасно како ден. Би се вратил во Македонија да ја заврши кариерата или ќе ја заврши можда во странство? Би се вратил, секако би се вратил. Треба тоа да го почувствувам во мене, за да се вратам. Ме радува тоа што во Македонија се појавуваат клубови како Металург и како Вардар, што еве од година во година се многу поквалитетни, поорганизирани и за еден врвен спортист, врвен ракометар, каде што може да си ги оствари своите соништа. Еве, например, Дарко Станиш, ќе го земам за пример. Не зависи толку од мене, колку што зависи од нашите клубови, за да би се вратил на крајот на мојата кариера. Па некојаш си имал некоја конкретна понуда, Кире, дојди, толку и толку, бој. Па да, сум имал, да. Имав понуда од Металург, стално сум во разговори со некои клубови нови кои се појавуваат, па ете така знаат да направат муабет чисто повеќе, ајде, да видат што до каде сум со размислувањето. Не ми е важно, како што кажа Жаре ти, толку и толку, а поважна ми е другата страна, затоа што ако е регулирана другата страна, тоеш спортските мотиви, мислам дека тоа од едното со другото, така да ќе се подмерат и другите. Ај за Шпанија, малце, научи шпански? Си збориш течно или не? Си зборам, научи веќе трета година сум таму, значи шпанскиот јазик е многу лесен за да се научи и убаво е да се збори, убаво е чувството кога се збори шпански јазик, така да покрај репрезентативец, капитен, сега ќе бидам и главен преведувач, значи ќе имам дополнителна одговорност. Браво. Колку сте место многу странци, така? Ти, Ивано Балич и 4-5 души, уште еден Хрват има? Имаме повеќе странци. Ова година помалце, имаме еден швеѓанец, имаме босанец, двајца хрвати. Со балканците се дружиш или не? Се дружиме сите. Шпанците имаат таа традиција,
знаат да уживаат во животот, темпераментни се, сакаат да се дружат, сакаат да разговараат и кога ќе се скараат, не се караат као нас, па не зборат по 3-4 години, напротив, следниот ден се помируваат, се даваат раба, со насмевка, така да темпераментни се и убава нација, убава држава. Има што да се научи. Легенда Талан Душебаев. На тренинзи како вие, мислам, се збори на шпански, некој ви преведуваше, пример на почеток 2010 како се снаоѓаш и уопшто како се снаоѓаш во туѓа средина, пример, кога одиш? Па да, кога отидов не знаев воопшто шпански, ми помагаше мојата сопруга која гледајќи ги шпанските серии, кои беа многу позастапени сега, за разлика од тоа се повеќе турските. Значи времето збореа шпански. Да. Во прво време комунициравме на англиски со тогашниот колега Арпад Штербик, кој многу ми помагна, значи не одев, не посетував некоја школа за да научам што погледам. Барселона, така? Да, тоа е Барселона. Прашувајќи го од збор во што значи ова, ги научив зборовите, почнав полека после од книга да учам граматика, така да брзо го соодов. Шпанскиот јазик. Супер, Кир. И колку збориш јазици се? Па не дека ги зборам кој знае колку добро, али можам да се пофалам. Зборам шпански, англиски, маđарскиот го разбирам, го зборев порано и сега малце го позаборавив, али можам да се сокријам тако позадина и да ги разбирам што зборат. Хрватски. Во лив да се правиш. Да се правам дека не разбирам, те разбирам. Свем да ја одговорам, не знам, не сум сигурен, веќе ми треба 2-3 дена за да се го вратам. Супер. Кире, семејството секогаш оди со тебе, онака баш ти кога палат и они? Да. Секогаш одат со мене, тие се мојата најголема подршка, со нив се чувствувам најубаво, за еден спортист, професионалец, едно моје искуство е, доколку речи да се бави со спорт и доколку има високи амбиции е што побрзо да се ожени, за да едноставно има мир, да нема потреба од тие излегувања, да нема. Смета тоа? Дај ми еден пример на некој играч, твој соиграч или било кој, не знам, сепак ги знаеш луѓе од ракометот, што се зезнале, што не го направиле тоа. Не знам, али кој ќе погледнете сите врвни спортисти се, ајде како да кажам, на време оженети. Значи ти мирот свој можеш да го добиеш со доколку имаш фамилија. Кога ќе пристигнеш од тренинг уморен, мислите да не ти одат за пак да излезеш и да одиш да се видиш со еден другар, затоа што тоа троши додатна енергија, вака ќе си дојдеш дома со семејство, уште подобро доколку имаш дечиња, значи тие дополнително те смеруваат и ти имаш уште мотивација и поголема обврска, значи ако нешто работиш за нивната подобра иднина. А Хансен женете? Хансен се уште млад, 24 години, нема информација дали е. Ради тоа те прашам, си викам. Али време му. Доколку сака да остане на врвот. Да. Баш ме интересира тие некои селења, такви работи, колку ги консултираш за тоа каде да одиш? Бидејќи сигурно не влагаш и викаш пакуј се жено, одиме за Шпанија. А она прави палачинки. Па не, секако дека се консултирам, но последна е мојата. Јас мислам дека ние со сопругата се познаваме доволно време, веќе сме 5-16 години заедно, така да таа има доверба во мене, значи моите одлуки секогаш ги почитува и знае дека не можам да кажам дека не грешам никогаш, нормално и човечки да се сгреши, но секогаш од прилика имам добра проценка и нормално со една консултација, со еден добар разговор, никогаш не сме имале различни размислувања, секогаш сме се служувале во тоа што сме одлучувале и така сега за сега. Што прави Љубица кога оди во сосема друга држава, нешто мислам, она како сега е повеќе посветена на децата. Значи како што доаѓаат деца, така и обврската поготово. Да. На жената обврските се поголеми. Си имаме така непишани правила, знаеш, секој си ги знае своите работи, си ги поштува, таа е свесна дека јас треба да се посветам максимално, така да поголемите обврски со деца да ги презема таа, мене колку ќе ми допушти времето и немаме никакви препреки во врска со ова. А на малите како име тоа селење и светот? Ти се случило, пример, не знам, Благојче да се буни, да вика, ама бе, треба ли да одиме за сега све оди кој што треба, значи прво отидоа, бевме во Унгарија, дори бев, не беа родени уште. Тогаш се роди Благојче, значи имаше после сменивме средината, отидовме во Хрватска. Таму посетуваа градинки, градинки, научија нивни јазик, така да се дружеа со другарчиња од таа земја, го научија јазикот, склопија нови другарска до ден денеска каде што се уште преку родителите си комуницираат, си пуштаат честитки таму. Сега се малце поголеми, повозрасни, 5 и 7 години, син ми почна да посетува, значи
нашински кажано прво одделение во Шпанија. Значи Како тие го усовршија многу подобро јазик од него, јас и сопругата. И сега за сега оди си збори хрватски, се збори шпански, шпански и тоа многу подобро од татко му и од мајка му. Браво. Значи некогаш кога си зборат во соба и си играат на шпански, знаеме вака да ставиме едно лопа да подучиме. Кога беше пред точно 4 години, дури мислам дека некаде и на датум сме пред 4 години кога правевме преходниот пат интервју во 1-1, ми кажа дека Благојче го учиш да шутира со лева рака, до кај со тоа? Сега за сега Као напри, сега за сега Каталана покажува поголеми афинитети према спортот. Во животот не треба ништо на некому да му наметнуваш со сила, треба да оставиш да види како ќе се развива од ден во ден. Ќе го оставим, никош не е касно. Лана покажува многу. Ама ако се врати со десна ќе да шутира, а? Со десна најверојатно пробавме со разување. Лана покажува, јас би сакал како родител да едно од моите деца биде да го наследи својот татко нормално. Спортот ќе го одбереме дополнително. Мислам дека за женски како татко ќе инсистирам, не сега да се мешам, ќе инсистирам да не биде тоа ракометот. Ракометот ако се одлучува за женско, мислам дека подобар спорт за да се одлучи е индивидуалниот спорт, на пример тенисот. Затоа што машко е едно да биде спортист, женско е друго, кариерите на машките се малце подолги, женските се сосема различно. Така ти имам што да ја кажам. Добро, Кире. Кажи ми за седмица. Седмица си носел од секоја, си носел секаде или не е така? Па вака од кога си познат, признат ракометар, секаде носиш седмица, па и во репрезентација. Седмицата мислам дека ми носи среќа, уште од мал кога почнував во мојот матичен клуб Овче поле од Свети Николе, одбрав седмица затоа што тогаш во тој клуб еден другар на татко ми носеше седмица, со лева рака играше, така да не ми беше идол, меѓутоа гледајќи го со лева рака си мислев како мал, дури бев четврто, пето одделение, си велам овој шутира со лева рака. Најверојатно леваците, јас сум со лева, најверојатно леваците носат седмици, не ми беше уште јасно. Значи од тогаш ми остана таа љубов. Да, овие другите седмица, најверојатно седмица треба да видим, остана седмицата. Моментално имам 70 седмица во Атлетико Мадрид, меѓутоа кога дојде во Сиудад Реал, седмицата беше зафатена од Жером Фернандес, француски репрезентативец. После тој си отиде, ме понуди ако сакаш да ти ја вратиме, ја реков кога се одлучи више за 77, не, една-две седмици имам натре, нека уште дупла среќа. Кире, ајде малку сега за светско. Сумнено си меѓу топ 3 ракометари во свет и ева ти уште едно признание од многуте, меѓу топ 7 за 2012 како најдобар, нели меѓу трите бекови си ставен. Сега, како е во националниот тим, муабетот е општ дека ти си алфа омега и дека кажуваш и првото и последното е твое. Како капитен до негде тоа треба да е така, но дали е до толку колку што го прават или сепак не си таков диктатор да наречеме? Етикетата више ми е залепена. Порано и се осудував на тајм-аут, или не само на тајм-аут, пред надпревар во заеднички состанок или после надпревар да дадам една добра сугестија, затоа што мислам дека со моето искуство во клубовите каде сум настапувал и целото искуство што го поседам, што се тој во кариерата, да можам да допринесам за да бидеме уште подобри. Етикетата ми залепија, све повеќе и повеќе ми ја лепат. Јас се надам дека добро се носам и нема никош да се предадам, меѓутоа доаѓа на пример играме големо надпреварување и да има тајм-аут. Ми доаѓа мислата во главата и не се осудувам веќе да кажам нешто затоа што целата македонска јавност повеќе се занимава со тој факт дека е сега кој кажа, што кажа, отколку да се занимава со квалитетот на нашата игра, нашата поставеност, па да се анализира каде се сгрешило, што се сгрешило, значи повеќе се гледа тоа да се фати нашински казаро сеирот сега. Овој рече така, поно рече така. И сега овие социјални мрежи допринесуваат на тоа. Значи сакаш неќеш човек, се ќе отвориш Facebook, ќе сега порталите како што се све повеќе актуелни, има бомбастични изјави за да бидат што повеќе читани. Така да тоа малце ми доаѓа до не ми смета, јас се носам со тоа, меѓутоа пак има една граница каде што си викаш ради народот, стварно е неубаво ќе помисли, ете овој како што рече ти диктатор, далеку од тоа. Поучен од искуствата, ви
Ви пречат некои такви изјави од луѓе, ви пречат некои пишувања по фејсбуци, по твитери и слично, знаат да ви внесат малку неубава атмосфера кога баш ви треба спротивно? Да. Јас еве, пример ќе дадам, значи некога се работи за 1-2 надпревари каде што има квалификацијски, еве, исклучува збориме за светско првенство, значи тотално се исклучувам од све. Другите играчи, значи сите ние сме различни карактери. Секој е посебен за себе, различен за себе, затоа и сме и тим. Затоа сме репрезентација, не ова индивидуален спорт. Значи има некој од колегите, не ме прашува кој повеќе, кој помалку, не ме прашуваш, каде што некој ќе го погоди. Што напишал, овој може секој да напише на Facebook, може секој да даде коментар, може да го даде коментар намерно за да растури атмосферата. Може некој да рече, слушај Жаре, ти беше најдобар денес, а ти уствари знаеш дека не си бил најдобар. Значи ти треба да зависи само од себе, да ти е јасно што треба да правиш. Нормално има послаби денови, ќе победиме, ќе изгубиме, меѓутоа утрешниот ден носи нов ден, не завршува. Сега имаме светско првенство, ќе бидеме први, пети, 15, 25 ќе помине. Значи најважно е да ние да имаме план за иднина. План како што сега се појави, ја прв пат сум изненаден од као има план и програма за Рио де Жанеиро 2016. Значи тоа до сега не сме ни помислувале, значи самото размислување, иако сумјам дека има таква програма, самото размислување е плюс за нас како нација. Па сега како одат деновите се надам дека тој план и програма ќе излезат на виделина, па ќе можеме сите јавно да го прочитаме. Валја кога свртиш лист има нешто. Па има нешто сега, се надеваме дека тоа така ќе биде. Ние сега размислуваме за Шпанија светско првенство и кој ќе помини готово, се растура све. Значи задоволство, незадоволство. Ние може да завршиме пети или има незадоволство. Како што беше во Србија, завршивме пети, никогаш не сме биле, значи ниту блиску, поблиску до полуфинале, ама можевме тогаш еден гол, се сеќаваш ли, ако тогаш ќе земевме сигурно. Да, можевме, ама можевме и да завршиме 16 како жените, па да влезевме во Гинисова книга на рекорди со најслаба гол разлика и со 3 мечеви. Можеш и така да завршиш, ама ние завршиме пети, така да. Може го спомнав. Баш тоа сакав и да те прашам, пред 4 години кога правевме интервју, тогаш муаветот ни беше дека некако многу е на игнор ставена работата, не се обрнува нешто премногу внимание. Од тогаш што се случи? Ти најдобар стрелец. Одличен настап 11-то место. Па во Србија 5-то место. Па одеднаш сега па огромни очекувања. Сега па ако не земете медал, ја не знам луѓе кој знае што ќе ви направат. Сега па некако се оградуваме, викаме луѓе, понекаде немајте толкави очекувања. Ќе најдеме ли некојаш средина? Не, факт е дека имаме екстра генерација и дека имаме квалитет. Тоа е факт и мене највеќе што ми е крило кариерата е што ние тој квалитет не го презентиравме порано. Само ради една работа, само ради организација, воопшто не бевме организирани, лутавме со селектори, мислевме дека ако донесеме некое име кое што не го познава нашиот менталитет, дека ќе направи чудо, не оде така работите. Не е само да се донесе име, да тоа име имаше еден пример сега, нема да спомнам име, викаше на српски кажам, па не само ја дошол да вас учим рукомет, јас сам освајал медаље ранее, значи сакајќи да каже не да ве учам ракомет, него дај земете си учители, нека ве учат, а ја ќе дојдам само за глазурата за кој треба да се осваја медали. Значи не може ки нас македонците тој настап да пројде. И тука изгубивме многу време на многу големи надпреварувања, не бевме учесници. Јас сега би прифатил ние пример да завршиме 11 на светско првенство, а не да завршиме на 5-то место, али со тоа што завршувајќи 11 да сме сигурни учесници на следното европско првенство. Данса отколку да завршиш петија на следното европско првенство да учествуваш. Затоа што тоа што го правиме овие тие млади категории, ќе немат прилика да гледат ракомет на телевизија, ќе ги гледат другите, ама друго е кој ќе гледаш Кире, кој ќе гледаш Наумче, кој ќе гледаш Филип Миркуловски, Борко Ристовски, значи ги гледаш своите. Значи ги имаш идолите во својата држава, не да ги бараш идолите кај Микаел Хансен, кај Даниел Нарцис, кај Терио Мејер, кај Арпад Штербики и така натаму. Точно, Кире, ајде на кратко блиц прашање. Кој е главен шегаџија во тимот? Главен шегаџија? Кој е најопуштен, кој највеќе ве забавува? Па секој си е посебен на свој начин, најголем шегаџија, знае да биде Владко Темелков. Овие од кавадарци неготино знаат да видат ова, сега моментално Милан Леов го презема приматот.
знае да кажува од овие форите на Цацко и компанија К15 така. Кој е најналицкан, најпримадона во тимот? Најпримадона, во која смисла на зборот примадона? Секојаш среден, дотеран, така. Нај да се пази. Па имаме тука. Имаме овие од постарата гарда се тие најналицканите валјда. Се многу искусни, тука е Бранче Ангеловски, Борко Ристовски, Наумче Мојсовски сте. Тоа нив ќе ги прашате. Многу интересно прашање. Ако ги оставиш децата некому твој, да ти ги чува да биде бебиситер една цела недела, мора да е некој од тимот, кому би му ги оставил? Па јас имам едно искуство, еве сега не случајно се најдовме со Ванчо Димовски на одмор во Дубровник летово, така да гледајќи како ги пази децата, мислам дека со сигурност можам нема да му ги оставам. Така подразмислувајќи малце да можеби сака да се извади со тоа што е преку цела година многу одстудно дома, па сега тие 5-6 дена има дадено све од себе. Да се покаже се. Владче Темелков е исто овај добар родител, макар во репрезентацијата и добро од ова со како татковци сме јас, Владче Темелков, Бранче Ангеловски, Ванчо е тука. Добро, Наумче очекува принува сега. Филип Миркуловски очекува принува. Стануваме све посериозни и посериозни. Владче емше гаджи, им го бива за зафркација, со деца, видимо ти. Ту странкиња зема за жена, германка. Партеле. Квалитет е опрашање. А кому никогаш не би му ги остил децата? Пре мене би ми ги дал него. Мора да има некој таков. Никогаш не би му ги оставил децата. Никогаш. Не можам да се одлучам. На Борко би му ги оставил? Би му ги оставил. Да, имам голема добар во него. Го била за деца. Време му е да се жени и да постане уште подобар него што е до сега. А, не знаеш кому, а? На Балич би му ги оставил децата? На Балич? Не баш. Не знам. Повеќе имам доверба на терен отколку за оставање деца, да. Тешко незгодно прашање. Одлично, Кире, многу среќа. За крај, Македонија, Данска, Исланд, Катар, Русија и Чиле. Дај ми 3-4 пара, сакаш стајне нас со некого, додам да уплатам во кладилница, сакам и ти си ми најмеrodavен. Кого ќе тепаме сигурно? Не знам ова дали е провокација афера Карабатич или сакаш стварно вака пријателски ти да. Морам да бидам предпазлив. Ти Да, тачно, да. Не, вака и овде беше. Сакаш редослед? Како сакаш, свеедно. Пример, Русија, Чиле, Русија, Катар, гарант тепа Русија? Русија, Чиле, Русија, Катар, Русија. Добро, супер, имам две. Ние кого ќе тепаме сигурно? Ние ќе победиме најмалце 3 надпревари во групата. Машалла. Најмалце 3, дај Боже и повеќе. Добро, и уште една работа. Данска кого ќе тепа сигурно? Ќе ги победи сите освен нас. Браво. Многу добро, ми напуни ливче. Илјадарче, одма. Кире, супер. Написи се ако сакаш од водата, ја тука би ти се заблагодарил. Веќе се игра, веќе сте таму. Се надам дека се оди кога што треба. Да, и ќе се видиме кога ќе се вратите, се надам. Ќе прославиме успех. Ајде, ти рече дека секогаш кога правиме интервју дека сме учесници на големи надпреварувања. Да, и ти топ скорер си. И топ скорер. Ја ти предлагам сега да ги направиме за европско првенство Данска, светско во Катар и Олимпијада. Да ги направиме уште сега, па ти чувај си ги в архива. Еве супер. Него ме интересира кои ти беа другите две желби. Одиме со трите работи што не сте ги знаеле за Чом. И веднаш потоа ќе се појави тој самиот во студиото, така да видиме што е тоа што не го знаеме за еден од најголемите новинари кај нас. Едно од најпрепознатливите новинарски лица во Македонија, Александар Чомовски, му се посветил на она што го сака и најдобро го прави скоро целиот свој живот. Тој е еден од основачите на првиот Фокус,
не сегашниот да нема забуни, во 1969 година, списание кое ќе го однеси и во затвор, се поради сликата на голема Македонија, која се појави на насловната страна на бројот 43 во мај 1971. Господинот Чомовски и покрај професијата не пие и не пуши, што за еден новинар е реткост. Затоа пак одлично се снаоѓа во кујната. Негов специјалитет се имам бајалди, полнетите мудри патлиџани, наречени според турскиот муслимански свештеник, кој толку многу ги сакал, што еден ден пукнал од јадење. Чуму филмови кога постојат книги. Чомовски е голем љубител на литературата, а посебно на книгите посветени на теории на заговор. Така да, ако ве интересира каде тоа слетале во земјаните и кој тоа навистина губи Кенеди, обратете се кај Чом. Тоа беа трите работи за Александар Чомовски, а еве го и во студиото. Чом! Здраво, Жаре. Како си? Добро, благодарам, среќна нова година. Исто, ајде повели седи. Немаш каде да седиш. Има ли промена во твојот брачен статус? Не. Оти јас не сум на Facebook. Ајде да ти дај Господ Да го смениш. Да пишеш мерит. Ја по навикам викам седи, а заборавам дека сори не ти требаше столче, викаш си тераме така и ти викам седи и си викам кај да седне бре. Чом? Да почнеме од шо? Да почнеме од новинарството, тема што не е ми омилена на новинарите. Сите спортисти сакаат за спорт да се изборат, сите политичари сакаат за политика, а новинарите не ќе за новинарство да зборат. Па новинарството е политика пред се. Може да ги тоа. Кои се најдобри кај нас новинари според тебе? Сите тие што од МТВ излегоа на пазарот и беа преземени во разните други медиуми и си направија продолжение на кариерата, сите се тие успешни новинари. Беше правило кога влегува во Радио Скопје 6 месеци да ме подучуваат најдобрите спикери, најдобрите тонци, најдобриот уредник на деск. И кога јас тоа на моите помлади колеги во Ајден, каде што бевме заедно, им го пренесува, вика, овој стариот се излуфтирал, бидејќи не може да разбере дека нас спикерите научеа дишење на диафрагма, за да можеме да го издржиме темпото на настапи пред говори, да не бидеме. А да не зборувам дека поминавме низ една лингвистичко-говорна школа која држеа маестрални спикери да не научат на дикција, на акцент. Така. Но мислам дека има една генерација на помлади новинари кои се вовлекоа во чизмата на провинционализмот. Жал ми е што доаѓаат со премиси на говор на омраза, на еден тоталитаристички јазик во кој ми мафтаат со прстот и ми викат ако не ме разбереш вака како што јас ти велам, тогаш си ти никој ништо. А народов го голта тоа? Обичен гледач, знаете што, народот дали го голта или не, тоа е прашање на изборната пропаганда и машинерија. Јас сега ќе завршам тоа, има една перфектна анализа Ноам Чомски околу новинарството и слободата. Вели, во време на пазарни услови и на капитализам умира слободата на речта. Медиумите се корпоративни заложници. Орудие. И се, со тоа кажам. Да. Може некоја твоја следна емисија Чомски да се вика? Имаше Чуму, имаше, ако е со Чомски е тоа не, тоа би било, јас сум само бендисен, ама до таа степен да му можам да му бидам на Ноам партнер не би можел. Добро, одлично. Тоа е многу интересно. Ти со телевизијата си почнат релативно касно во однос на кариерата. Најдосле. Така? Да. А сепак те знаат, не знам, овие па помладите аплане те знаат како радиско лице, те знаат баш како човек од телевизија. А ти забораваа дека пред 20 години телевизијата и телевизиските новинари релативно беа во сенка на една агресивна, добро обучена 5-7 радионовинари кои практично ја донесоа или ја надјавна и демократската пролет во Македонија. Ова што денеска ги гледате овие хајд парковци кои се без врска со нарачени, тоа е лакировка, тоа е бизарно визави она што ние го правевме во Радио Спектар, еднаш во месецот така наречените радио хајд паркови.
Знаете, јас кого имав во тие хајд паркови, Вук Драшковиќ и Анте Поповски на линија. Тие се јавуваа. Значи Мокта беше во радиото. А што можеш да замислиш во денешни услови, не мора толкава, ама до некој степен моги да има радиото? Не, радиото си доживува една нормална трансформација на медиумско прегрупирање на пазарот, како што мислам дека интернетот ќе биде веројатно погубен за весниците. Тој ти го мислиш така? Ја мислам, да. Твојот син Горас, колега наш бивш, од Ајден. Ти уште ти е колега да бивш. Да. Си е новинар. Ако останат некој член на семејството, ете, дај Боже, не знам, внука што и да е, ти рече, ја сакам новинар да бидам, што би кажал? Би охрабрувал да тераат на кај тој пат? Би рекол, чекај да видам каква ќе биде работата тогаш па да знам, или? Јас лично Горас го разубедувам дека треба да ме напушти новинарството. Така? Да. И ние имаме реално семејни проблеми во смисла на концептот на развојот на новинарството. Така. А што се однесува до моите наследници, јас имам среќа што моите две внучиња имаат ген на таткото, а се по природните и математичките науки. Инаку новиот јазик на интернетот го учам од мојата внука. Така што таа единствено има допирна точка со новинарството кога шетаме во шопинг, кога викаме дедо зашто зјапаат по тебе? Затоа што им велам затоа што овие луѓе помалку имаат исчашена свест, вместо да гледаат во тебе убавина, гледаат во мене грубост. Што те гледаат тебе, дедо? Што зјапа? Така. А тоа зјапа, да? По супермаркет Веројатно. Не по супермаркет. Сега имам еден нов тест. Сега почнав да се возам, бидејќи не можам да се паркирам и ме нервира со паркинзите со аутото, и сега се возам со автобус. Си купив и картичка. Чекај, ќе те убедам. Со овие адвокатни? Со адвокатните, само еден момент. Да не извадам многу пари, па да мислиш дека... Да. Еве, видиш? Еве картичка. Еве на чон картичка. Тамо ми требаше време. Чом не ти ја земам, као ми ја грабна? Два пати ме проверија дали имам. Затоа што сакам да бидам меѓу луѓето, го слушам тоа ехо, иако во почетокот мислам во првите 3-4 возења имав чувство дека сите зјапат во мене и беше непријатно, но сега веќе почнав ја да зјапам во нив. Па шо да не, ти ме гледаш и ја ќе те гледам. Чо, пошто луѓе не знаат и се тоа и знам дека не им е уопште нелагодно да ти дојдат и да ти кажат нешто. Што најчесто ти кажуваат? Кога си ете во автобус? Сега одам пешки и си зборувам сам со себе. Пример? И правам ТВ дуели. ТВ дуел меѓу Милошевиќ и Гадафи, например. Пример. Не пример, сериозно. Тоа ми е единствената, на крајот од кариерата, единствениот ТВ дуел што не успеав да го направам. Добре. Актуелниот премиер кој бил кај Гадафи и актуелниот опозиционер кој колаборираше со Милошевиќ и си ги поделија меѓу себе комплиментите. Меѓутоа, жал ми е што не успеав да ги донесам на ТВ соочување, иако ја важам за новинар кој ги направи сите инпути на сериозните ТВ соочувања, вклучувајќи ги и председателскиот дел Глигоров и Љубиша Ѓорѓевски, тоа направи книга и се уште кога и да се сретнеме му велам дека ми должи авторски хонорар за Љубиша за книгата. Така. Инаку се среќавам по улица, еден ми вика слушај бе, до кога бе овие? И ја му викам не знам. Ама ти мораш да знаеш. Ќе заминам, па тој ми вика слушај, кога еднаш овој Бранко ќе го снема? Не знам. Така. Вика, шо новинар си ти? Мајка. Да. Чом, имаш многу богато искуство и баш ме интересира да ми кажеш, пошто стварно нема со кој не си правил муавет од бивша ју и понатака и по нова историја. Кој бил најнервозен на интервју? Што си му правил? Најисплашен? Што ќе го прашаш? Како ќе го прашаш? Да сака да знае прашањата кои ќе бидат? Не, јас имав едно правило, ниједен од моите гости не ги знаеше прашањата, знаеше само теми за разговор, освен кога се работеше за класични ТВ соочувања, каде што претходно ги има добиено областите по кои ќе разговара. Инаку, мислам дека најнервозен во разговорот со мене беше Али Ахмети за време на војната, кога му се качев на Шипковица и кога се чудеше
со каква дрско се качив да правам интервју за Deutsche Welle. Ми беше закажано 25 минути до пола сат за интервјуто за Deutsche Welle, и то за германскиот и за македонскиот дел траеше околу 10 минути и останавме 4,5 сата. Се разбира, јадевме кромпир манџа, тој пиеше од пушеше од шверцуваните цигари на тачи. Така тоа беше еден интересен комплот во кој марксистот, ленинист Али Ахмети го обвини комунистот Александар Чомовски дека имаат различни погледи за перспективите на Македонија, иако на крај се согласиме дека мултиетничкиот карактер на државата е неизбежен да се институционализира. Како се разделивте? Многу пријатно се разбира под будното око на неговите сегашни актуелни пратеници кои беа добро наоружени. Шуво. Сте се виделе потоа? Апсолутно. Да, јас правев после тоа една од ретките, ако не единствено, тебе со очување на Ахмети и Џафери во А1 на македонски. Односно, зборува на албански, но со Ахмети го направивме за македонскиот дел од програмата. Така, интересна работа. Кој бил па најопуштен, нешто скроз противно? Од актуелните домашни, најопуштено од југословенските политичари, од југословенските политичари што сум ги правил интервјуата беше Кучар. Милан Кучар беше многу супериорен, беше лежерен во разговорите. Од македонските мислам дека ќе ви изненадам. Најлежерен во разговорот и можеби еден од моите најдобри разговори беше разговорот со Јордан Мијалков. Кога било тоа, чу? Тој не беше ни роден. Да, вајда. Со Јордан Мијалков, првиот министер, тоа беше последното негово интервју за жал пред да загине, направено во собрание, додека се одвиваа завршните рунди од донесувањето на македонскиот устав. Тој беше некој еден динамичен човек кога не го држеше место на столица и на пауза излезе додека јас се јавував за вестите, бидејќи известував за промените што настануваа во уставот, и тој во сред емисија рече: "Кај си бе Оливер Рид?" За мене тоа беше комплимент. Вика: "Сакам јас со тебе да разговарам." Добро. И јас се јавив на водителот на радио Спектар. Непланирано? Непланирано. Седна на пулот каде што во сегашниот клуб на новинари, дојде, седна, 3 часа разговарахме. Беше најопуштен. До таа степен што Никола Клјусев, кој беше премиер, беше информиран и стана од сред седница да ми мафне дека е доволно што разговара. Ми кажува дека тоа било едно од најголемите мои радио шоуа, но мислам дека и самиот Мијалков беше израз и изблек на македонското битисување на обичен човек со лексика која не беше политичка. Зборуваше за се и сешто. Дури вклучувајќи ги и оние моменти, бидејќи па јас сум сведок на заминувањето на ННА, па тука малку и на оној негов триумфален потез со одземањето на воената евиденција која го изведува заедно. Да, инфамous што викаат американците. И тоа беше едно од тие прекрасни интервјуа што ги паметам, и се разбира од овие интервјуа кои можеби повеќе остануваат запаметени е чуеното отварање на темата на ЛГБ популацијата и статусот со Кочо во парк. Да, Кочо Масо. И ден денес имам постари пријатели кои викат: "Еј педер, кога ќе одиш со оној твојот?" Да, со Кочо. Знам како човек што прави интервјуа дека е многу незгодно и глупо кога некому треба онака како со клешти да му вадиш. Јас со Кочо... Не, друго. Кој бил таков? Морало да се соочи со некој таков што да и не ти вика, и да и не. Јас успеав да го отворам, условно да го отворам Кочо, ни за оној разговор. Низ парк да човекот прв пат рече... Абе, остай го Кочо, општо те прашам, некој морало да има. Тврд на тој план е Никола Груевски, актуелниот премиер. Тежок, а? Но затоа што има извежбан речник на класичен политички технократ. И кај тие луѓе кои имаат константа, многу е тешко да излечете импровизација. Значи, како год да го возите,
Како год да му придете, секојаш имате една единствена резултанта. Јас сега завршувам еден проект околу 25 година македонска транзиција, односно приватизација. Добро. Дали е криминална, нужна, потребна и така натаму. Така. И тамо најдов две телевизиски соочувања во Чуму Добро. на премиерите со бизнисмените. Кога ги гледам интервјуата, ќе видите дека Груевски од таа далечна 2006 година имал константа на начинот на комуницирањето со јавноста. И тешко е да со него да направите интервју. И дури сега сваќам зашто не оди на друго место освен кај така наречените своји. Не е дека кој што викаат Па, не знам, се плаши од прашања, не знам што. Ако би се согласил, например, за некој некакво друго интервју, можда ќе дојде време и тоа да го правим. Би му направил? Ако сум јас жив и здрав. За него имам некои прашања за кои мислам дека Би ти било кеф, сакам да кажам? дека моите колеги не му ги поставуваат свесно. А се концептуално и стратегиски. Не се работи за Европска унија и за Така. Чом, кога се појави на телевизија, на кого, на 40 колку години се појави? Не по 40, само што се вратив од Deutsche Welle како гостин уредник 97 година. Тогаш прв пат влегов во телевизија и веќе дојдов на 1 август и веќе на 7 август влегов во студио. А таа транзиција чом од толку години во радио и како со тежина, новина, сето и опсеа на телевизија, ти имаше проблем со камера, со такви Па работи? ја и сега не знам кај се камерите, кој што баш нема никаков проблем со камерите. Го научив нешто што еден од најдобрите режисери во македонска телевизија за такви емисии Коле Малинов. Се разбере, ја бев главен и одговорен уредник, секретарка, и прашам секретарка кој е добар режисер, ми го донесува и ја му викам Коле, ја немам абер од телевизија. Вика, ти си единствениот искрен кој тоа го признал. Кажи ми што правиш, ми вели, и со кога ќе разговараш, го објаснев и така натаму. Направи едно студио, тогаш уште го затекнав тоа така речено ТВ интервју. И ми викам, добро, ја кај да гледам? Вика, има една камера, ќе се запали сјаличка, кој ќе ја видиш таа сјаличка, само тука кажи добро вечер, другото само во него гледај, другото остави ми го мене. И тоа беше... Така си се водиш од тогаш? Така се водам. Јас само ја памтам таа камера. Има проблем сега со Томато, бидејќи во Томато имаше 5-та камера скриена. И туку само вика скриена, да ме тамо да собраќа. Но ја на крај едно време им реков на режисерот, викам, слушајте да се скрием ја од оздола, па вие да ме најдете мене. Тачно. Супер. Чо, се уште работи за Deutsche Welle, така? Па не, сега веќе привршувам бидејќи се ова сега една интернет генерација, а тоа не сум јас. Така, не сум. Работам од време на време некои анализи, ама не толку многу. Како одеше целата работа во кратки црти? Deutsche Welle што? Deutsche Welle и македонската радио телевизија има еден од првите договори на една капиталистичка со една комунистичка земја и тоа е најдолгиот договор за традиционална соработка меѓу двете куќи и ние Најдолг договор во смисла во Европа? Преку 4 во Европа, да. Во рамките на историјата на Deutsche Welle. Така. Имаше една мокна екипа тамо. И јас 95-та отидов кога германците дадоа пас за проширување на емисијата. 97 година веќе стана од една, стана 2, 3. Кога се вратив назад, станав и шеф на одешно дописништво на Deutsche Welle, кога се јави регионално, кога се јави кризата 99-та и 2001 и не треба да ти објаснувам како плаќаат и како се заработува. Да. Одличен чом. За крај ќе да прашам, ако треба да си избереш проектче, што би си го работел сега? Не те занива ни пари, ни спонзори, ни едно, ни друго, трето. Што би си работел, како формат би било тоа? Нај да ти биде кеф нешто. Што би било тоа? Во моментов. Ево, јавно ќе ти кажам, иако ќе ми ја купат, веројатно, идејата. Најверојатно ќе направам еден серијал на разговори со македонските антијунаци на капиталистичкиот почеток.
сите тие што помина ги видов височините на капиталот и на профитот, завршија зад решетки и сите тие кои почнаа како успешни бизнесмени па станаа проститутки на властите и на едно. Сите оние што се Ходорковски во Русија што му се случило. Да. И се разбира, при тоа ќе употребам една Сартерова дефиниција дека зборовите се како наполнета пушка. Ќе се обидам да ги испразнам пушките од тие зборови. Така. Ова е супер. Да го испратиме чом. Фала ти многу. А кој беше пред мене? Кире Лазаров. Кире Лазаров. Да. И љутија. Мене ми љут. Да, заради тоа твој интервју со Борко нешто си го буцкал за Кире. Кире вика пред секој утакмица си се мотивирам со чом. Си го гледам тоа, си ја гледам таа снимка и таков наапан идам на. А јас се мотивирам од Кире, бидејќи секогаш кога ќе се сетам на него ми доаѓа порив дека нападот е најважна одбрана. Чиста работа. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Гледай колку книги читам јаро. Јам лечен експерт сум, не знам дали знаеш. Сега ти стане јасно. Од кај ја толку памтам. Од кај памтам ја толку? Не запамтам. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Стигнуваме до самиот финиш на денешната еден ден. Ви благодарам што бевте со нас. Што е? Продуцентот. Ајде, што поракал продуцентот? Зашто секогаш има некој што ќе ти ја засере работата. Затоа го сакам јас мојот продуцент. Сакате го и вие вашиот продуцент. Кај да е. Чао, чао, се гледаме во следната еден ден. Па ќе се го земам ова на крај крајот, што? Па ќе Патиштата на вода ја така во Извини, само мојата... малце кип. Еј, дај да го изгасиме фрижидерот, може? Се слуша, нели, Колја? Еј, не. А може да го изгасиме за пола сат? Па шо? Нека биде профи, не знам. Дај. Од штек извади.